не е само централното градско подрачје. Охрид е целата општина со сите населени места, со сите села кои гравитираат кон Охрид. Локалната самоуправа треба да дава предлози, да дава поддршка на проектите што ги прави владата на Република Македонија и тоа е излезот од кризата. Ние планираме со проектот на владата за отворање на Универзитетот за информатички технологии да донесеме овде 10.000 студенти во 5 години. Премиерот на Република Македонија покажа дека е визионер и покажа дека со многу работа можеме да почнеме да ги задвижуваме работите во Македонија. Ние како граѓани на Охрид и јас како ваш иден градоначалник само ќе го следам примерот со многу напорна работа, ќе видите како ќе можеме да ги оствариме сите посакувани нешта кои одамна ги мечтаиме ние како охриѓани. Да овозможиме остварување на сите проекти и тоа е патриотизам. Патриотизам е кога ќе си ги одработите работите. Патриотизам е кога се грижите за своето семејство, кога се грижите за својата мала, кога се грижите за својата општина. И тога се грижите за својата држава. Охрид не е град каде што смее да се направи грешка и да се избери било кој за градоначалник. Затоа што Охрид е град кој што им припаѓа на охриѓани, но и на цела Македонија. На Охрид му е потребен нов човек за да го води. Кирил Трајданфилов Нанче е човек кој знае да работи, знае да биде успешен. Тој не е човек кој што би се одлепил од народот. Ниту пак е човек кој би дозволил да го загуби образот и да се обрука и себе и сите негови поддржувачи. Тој е човек кој што сака да создава, заедно со сите нас, но и заедно со вас, ќе започнеме со изградба на магистралниот пат Косел Свети Наум и на регионалниот пат Железничка обиколница Охрид. Охриѓани добро го познаваат Кирил Трајданфилов и знаат дека ако ветил дека ќе ги реновира училиштата, да, тој ќе го направи тоа. Ако ветил спортски сали или средношколски училишен кампус, електроповрзување на општината со хотелите и се друго што го ветил во програмата, тој нема да изневери.